Петочно издание на регионалните вести. На првиот петок кој доаѓа по Великден, православните христијани го прославуваат празникот Балаклија во чест на Пресвета Богородица. Во црквата Света Петка во Гостивар традиционално на овој ден се собираат голем број граѓани. Со светата литургија утрово чино начелствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Православните верници денес го одбележуваат празникот посветен на Мајката Божја и нејзините чуда, Источен петок Балаклија, кој секогаш се слави на првиот ден петок по празникот Великден. Во Гостивар централното празнување традиционално се случува во црквата Света Петка, најстариот храм во градот. Со светата литургија утрово чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештеници од Гостиварското архиерејско наместништво. Драги браќи и сестри, еве како и секоја година, во првата недела од светлата седница, посветена на Источен петок Балаклија, се собравме овдека во храмот Света Петка, каде што навистина има голем култ на празнување овој празник, да дадеме почит на Богомајката, на Пресвета Богородица и да се сетиме на многобројните чуда кои се направени. Како што знаете, денеска празнуваме празник во знак на чудотворниот извор на Пресвета Богородица, кој што е во денешен Истанбул, порано наречен Константинопол, манастир кој што знам многумина од вас го посетиле тој манастир, посветен на Источниот петок Балаклија и се увериле во благодатта која ја осетиле благодатта која што таму ја има покрај тој манастир, покрај тие чудотворни извори. Многу бројни чуда се случувале и се случуваат до ден денеска покрај тој извор на многу луѓе кои што доваѓаат со голема вера да се помолат или да се замијат од чудотворната вода во тој манастир и да вистина пристапувајќи со вера ги добиваат тие исцеление. Треба да поработиме секогаш да имаме жар во нашето срце за таа вера што повеќе и повеќе да се зголемува. Нека Пресвета Богородица се моли за нас и да се застапува пред Бога за сите нас. За многу години да днешниот празник. Црквата Света Петка во Гостивар ја посетија голем број верници, кои се поклонија пред иконите и според обичаите оставаа великденски јајца. Источен петок Балаклија е празник со кој се оддава признание на Пресвета Богородица, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име. Празникот, освен во градската црква Света Петка, православните христијани од Гостиварско со голем црковно-народен собир го одбележуваат и во селото Долно Јеловце. Празникот Источен петок Балаклија традиционално со едноцрквие се одбележа во храмот Пресвета Богородица во Тетово. Централното одбележување на првиот петок по Христовото воскресение Источен петок Балаклија во Тетово се одржа во црквата Света Богородица. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја и се слават сите извори на вода во светот. Празнуваме празник на Пресвета Богородица, односно Источен петок или Балаклија. Овој животворен извор кој што е посветен на Пресвета Богородица во Цариград, откри на чудесен начин кога еден војник по име Лев, кога изгубен од патол шетал во близина на Цариград и така изгубен нашол еден слеп од раѓање човек и сакајќи да му поможе, бидејќи бил благочестив, вели не можел со ништо да му поможе и се помолил на Пресвета Мајка Богородица да му открие начин како да му помогне на овој слеп од раѓање изгубен во шумата. И ете слушна глас од небото дека во близина ќе најде извор и со ова животворна вода да го измие слепородениот и кога го направил тоа мудриот Лев или Лав, војникот го измил со ова животворна вода и тој прогледал. Покасно кога постанал цар, тој е оној цар Лав мудриот, на ова место изградил
hram posvetan na Presveta Bogorodica, na koje što i do deneska se случуваат чудеса, kada što mrtvi воскреснуваат, губави се очистуваат, mrtvi воскреснуваат, слепи прогледуваат и сите безбрани чудеса, ако човек доаѓа со силна вера да пристапи кон овој животворен извор. Во текот на богослужбата верниците се поклонуваа пред иконата на Пресвета Богородица, оставајќи црвено великденско јајце. Уште се нарекува овој ден и Балаклија, од турскиот збор балак, што значи риба. Зашто имало и има и денес луѓе кои што не веруваат дека Христос навистина воскресна од мртвите. И вели како што одеше чунот по морето, некои неверници како што ја печеа рибата на скара да јадат, и вели не веруваме ние дека Христос навистина воскресна, еве нека се случи чудо па ќе поверуваме. Доколку овие риби што се печени на скара, ете постанат живи и влезат во морето. И навистина чудото Божие е големо, навистина тие риби што беа на скарата постанаа живи и скокнаа во морето. Такви едни риби постојат на овој животворен извор во Цариград, каде што и до денеска се гледаат нивните траги, каде што се печени на скарата. Во овој спасоносен празничен ден, посветен на Пресвета Богородица, со силна вера во воскреснатиот Спасител, нашиот Господ Исус Христос, потикнати од таква силна вера и ние да веруваме дека Христос навистина воскресна од мртвите, со кое што ни дава надеж дека и ние, иако ќе дојде ден кога еднаш ќе ги предадеме нашите трулежни тела во земјата, дека ќе воскреснат тие истите тела наши, ќе воскреснат. Одбележувањето на празникот во црквата, подигната во чест и слава на чудесата на Мајката Божја, започна уште вчера попладне, кога стотици верници пристигнуваа во храмот Пресвета Богородица во Тетово, кој го чествуваше патрониот празник. Според традицијата, по богослужбата верниците остануваат во црковниот двор. Општина Желино ќе бара помош од владата за изградба на патот до село Луковица. Ова населено место е единственото во оваа рурална општина до кое нема асфалтен пат. И сегашниот градоначалник, како и поранешните, вели дека општината нема доволно пари сама да го асфалтира патот до Луковица. Поради тоа градоначалникот Блирим Седиу рече дека се одлучиле да побараат помош од владата за изградба на патот, затоа што како рурална општина немаат финансиски средства да го изградат овој патен правец во должина од 6 километри. Жителите од Луковица мака мачат додека стигнат до училиште или до своите работни места, поради дел од патот кој никогаш не бил асфалтиран, а времено се израмнува со песок и земја, но при секој дожд на патот се отвараат огромни кратери и дупки. Ние сме во сознание дека треба да се гради тој пат. Како што знаете, руралните општини немаат сега финансиски сили сами да се соочуваат со овие проблеми, затоа ние ќе побараме помош од владата да ни помогнат да го решиме овој проблем, пошто стварно луѓето таму и на учениците и на сите жители што живеат таму и треба тој пат. Првиот човек на општината најави дека до државните институции ќе аплицираат со повеќе проекти од областа на инфраструктурата и комуналиите. Особено во Агенцијата за развој на руралните региони, таму се спремаме да доставиме неколку проекти, да конкурираме како општина. Патот, да спомнам, да користам приликата, патот во село Стримница ќе се аплицира таму, патот од село Чифлик до село Ларце, таму ќе се аплицира и за водоводот на село Палатица.
Инаку Луковица е единственото село од оваа рурална општина до кое нема асфалтиран пат. Неколку пожарени возила регистрирани во текот на изминатите 2 дена. Во Тетово гореше мотор, во Грубчин и Горна Банјица запалени автомобили. Пожарникарите советуваат да се прават редовни контроли на електричната инсталација на возилата. За неколку дена повеќе случаи на опожарени моторни возила во Тетовско-гостиварскиот регион. Пред 2 дена се запали мотор во движење во центарот на Тетово. Вчера пак 55-годишник од тетовското село Грубчин пријавил дека било опожарено неговото возило Ланчија, при што била причинета штета од 60.000 денари. Со интервенција на тетовските пожарникари во двата случаи огнот е локализиран. За да не се случуваат пожари во патничките возила, пожарникарите препорачуваат редовно да се врши контрола на електричната инсталација на возилата, особено оние кои што се на плин. Секогаш даваме апели до нашите граѓани да ги контролират нивните возила, електричната мрежа, мислим во нивните возила и што употребуваат запаливите материи што се наоѓаат у нивните возила. Можем да кажем дека вчера имавме еден случај у село Грубчин во после пладневните часови, значи имавме еден случај кај што се запали ПМВ, значи патничко моторно возило во движење усред село. Патничкото моторно возило беше со плин, употребувајќи плин, повредени немаше, возилото го изгаснавме, значи пожарот го гаснавме, но постоеше голема опасност пламените јазици да се префрлат, бидејќи беше усред село, меѓу куќите, објектите, што се наоѓаја тука блиску, но не загрижува фактот сега во крајно време, значи низ нашите улици, нашата општина, што се движат многу млади, би рекол тинејџери, со мотоцикли, кај што два случаја сме имале запалени мотоцикли. Еден случај беше пред 2 дена, кај што усред град се запали моторцикл, значи скутер. Од наша страна беше интервенирано и не беше оставено да тој пожар да ги загрозува животите на нашите граѓани и материјалните добра, би рекол, возилата што се движеа тие моменти во тој пат. Случај на опожарено возило регистриран и во Гостиварска Горна Банјица. Вчера вечер 58 годишен жител на селото пријавил дека автомобилот на негов соселанин гори во предниот лев пневматик и пластичниот дел во негова близина. Со интервенција на случајни минувачи огнот набрзо целосно е локализиран. Извршен е комплетен увид и се расветлува како се случило опожарувањето на возилото, околностите и се друго поврзано со истото, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Следуваат настаните кои ги бележи полицискиот билтен. Избоден тетовец и повреден пешак. И двајцата се пренесени на скопските клиники поради сериозноста на повредите. Тетовец бил избоден најверојатно со нож во пределот на десната слабина во тепачка која се случила вчера вечер на улица Штипска во Тетово, а во која се сомнечи дека учествувал и 36 годишниот М.Е. исто така од Тетово. Случајни минувачи го пренеле повредениот во Тетовската болница, додека М.Е. веднаш избегал од местото на настанот и по него се трага. Повредениот по укажаната лекарска помош со медицинско возило пренесене на скопските клиники, информира СВР Тетово. Полицискиот билтен информира и за повреден пешак вчера околу 9 часот на улица Љуботенска во Тетово, кога патничко возило Опел Астра со тетовски регистерски таблици, што го управувал 59 годишниот АА од Долно Палчиште, удрило во 68 годишниот тетовец ШИ. Од удирањето пешакот задобил повреди, пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош префрлене на скопските клиники. Според првичните сознанија од извршениот увид, причина за сообраќајната незгода е неприлагодена брзина.
Реформскиот план 369 на владата е реализиран 90% и со тоа успеавме да ја вратиме Македонија на вистинскиот евроатлантскиот пат, рече вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи. Вице-премиерот рече дека ќе биле реализирани 95% од мерките, но некои од реформските закони, како законот за судови, за кои е потребно двотретинско мнозинство од пратениците во собранието, не биле изгласани вчера поради барањето на опозицијата за дополнителни консултации. Македонија успеа да испорача исклучително продуктивна реформска агенда во изминативе 9 месеци и дека Македонија е повторно вратена на европскиот пат. Денес, кога се навршува периодот за имплементација на планот 369, дозволете да констатирам дека планот е успешно спроведен, а реализацијата ги надмина и најоптимистичките прогнози. И за некој ден, тоест точно на 17 април, очекуваме и се надеваме дека планот ќе биде крунисан со веројатно најдобриот извештај на Европската комисија за состојбата и напредокот на земјата и со чиста, безусловна препорака до Советот на Европската Унија за почеток на преговорите со Република Македонија за полноправно членство во Европската Унија. Надминати се најоптимистичките очекувања и степенот на реализација е над 90%. Очекувавме вчера дека ќе биде и 95 до 99%, меѓутоа одредени закони, како што знаете, во последен момент беа одложени поради барање на опозицијата за дополнителни консултации, иако го поздравуваме фактот што опозицијата се врати во собранието, ги изгласа двотретинските закони кои што се важни, бидејќи од почеток повикувавме дека овој проектот Македонија во Европска Унија не е ексклузивен проект на една влада или на оваа влада. Тоа е проект на целото општество во целина. Од вкупно 103 мерки кои што беа предвидени, само 10 не се реализирани односно помалку од 10 во овој период. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска одржа пресконференција на која информираше за реализацијата на програмските цели во периодот јуни 2017 април 2018 година. Набројувајќи ги остварувањата, Царовска посочи дека досега 4535 стечајци добиле позитивни решенија согласно со законот усвоен од оваа влада, а околу 90.000 луѓе кои имале плата пониска од минималната сега земаат повисока плата. Министерката ја образложи нацрт стратегијата за деинституционализација, што вчера беше јавно презентирана, како и отворањето на голем број градинки, меѓу кои во Врапчиште, а привршуваат и процедурите за градинките во Маврово Ростуше и Прелюбиште. Ние поднесовме прекршочни, дисциплински и кривични пријави против вработени во Центар социјална работа и вработени во 25 мај. Целата документација е предадена во основното јавно обвинителство. Тие беа на посета, повикуваа наши вработени на сослушување, дали и кога ќе отворат случај, ќе ве молам да се обратите во основно јавно обвинителство. Важно е дека се што беше во рамки на Министерство за труд и социјална политика е превземено како одговорност, но важно е дека сите ние треба, за да добиеме еден систем кој што функционира и дава резултати, треба сите институции со иста посветеност да работат на отклонување на недостатоците на системот. Западните земји предводени од Соединетите држави разработуваат план за воени удари врз Сирија по извештаите дека сирискиот режим користел хемиско оружје во нападите врз Дума, последното упориште на бунтовниците кај Дамаск. Експертите предупредуваа на можна ескалација на конфликтот. Францускиот претседател Емануел Макрон во четвртокот рече дека Франција ќе се залага за зачувување на стабилноста во регионот, но нема да толерира режими кои мислат дека се им е дозволено. Во меѓувреме, британската влада и даде зелено светло на премиерката Тереза Меј да и се приклучи на евентуалната војна акција на САД и Франција поради хемискиот напад во Сирија. Русија за денеска побара да биде одржана седница на Советот за безбедност на Обединетите нации за војната акција која САД имаат намера да ја спроведат во Сирија, соопштија дипломатски извори во Њујорк. Барањето го поднесе рускиот амбасадор во Обединетите нации Васили Небензија,
кој наведе дека приоритет е да се избегне таквата операција во Сирија, бидејќи би можела да доведе до опасна конфронтација меѓу Вашингтон и Москва. Западните земји на чело со САД се заканија со војна акција против сирискиот режим, кој го обвинуваат за неодамнешниот напад со хемиско оружје во Дума, последното упориште на бунтовниците кај Дамаск. Шефицата на Светската академија на науките, која ги бира добитниците на Нобеловата награда за книжевност, поднесе оставка на таа позиција поради критиките во врска со начинот на истрага за сексуалниот скандал на маж кој е венчан со една од членките на академијата, пренесе Reuters. Наврзо потоа академијата објави дека и таа членка одлучила да ја напушти позицијата, а 3 члена веќе се повлекоа минатата недела. Скандалот се закани да го наруши имиџот на академијата и на Нобеловата награда. Ова веќе влијае на Нобеловата награда и тоа е голем проблем, вели Даниус. Обвиненијата за сексуален напад и вознемирување изнесени се против Жан-Клод Арнаулт, сопруг на членката на академијата Катерине Фронстенсон, која исто така се повлече. Обвинетиот негира дека го сторил делото, а обвинителството покрена прелиминарна истрага. Во својата нова книга, поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, го портретира американскиот председател Доналд Трамп како мафијашки бос, кој обстојува во кожурец на алтернативна реалност. Неговото раководење е трансакцијско, водено од его и врз основа на лична лојалност, пишува Коми во книгата под наслов "Повисока лојалност, вистина, лаги и лидерство", која ќе биде објавена следната недела. Трамп го отпушти Коми во мај 2017 година, додека ги истражуваше можните врски меѓу кампањата на Трамп и Русија. Кусо потоа Роберт Милер беше именуван за специјален обвинител со задача да ги истражи обвинувањата дека Москва се мешала во претседателските избори во 2016 година. Таа истрага во меѓувреме е проширена и со прашањето дали претседателот сакал да ја попречи правдата со отпуштањето на Коми. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен југоисточен ветер. Во западните делови попладне имаше услови за краткотраен локален дожд. Утринската температура се движеше од 3 до 12, а дневната од 20 до 27 целзиусови степени. Во наредните денови и утре во поголем дел од земјава времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, а услови за изолирана појава на краткотраен дожд ќе има во западните делови. Утринската температура ќе се движи од 1 до 9, а дневната од 19 до 26 степени целзиусови. Овде ги исцрпивме сите содржини кои што информативната редакција на телевизија КИС ги подготви за овие регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.